Ги почнуваме вестите со една убава вест. Последната акција докажа дека се уште сме хуман народ. За неполна една недела се собрани потребните средства за операција на малата Валерија. Остатокот од парите кои нема да бидат потрошени ќе бидат прераспределени на други деца. Мајката денес се заблагодари за големата хуманост. Семејството за Феровскиот Штип ги собра потребните пари за операција на нивната ќерка. Малата Валерија на операција на тумор на мозокот ќе замине до крајот на месецот. Во Истанбул, Турција ќе оперира еден од 10 најдобри детски неврохирурзи во светот. Незината мајка Марина денес преку медиумите упати благодарност до сите. Благодарам Штип, благодарам Македонијо, што сите бевте со нас во овој тежок момент, кога на нас ни беше најтешко и кога требаше да се соберат средствата. Средствата се собрани за операцијата, собрани се средства и за дел, за натамошното лекување кое што ќе треба да ни предстои после операцијата. Валерија ви е благодарна. Од вчера се затворени и телефонските броеви за донирање, а средствата кои нема да бидат потрошени ќе бидат пренаменети за други деца, на кои им е потребно итно лекување во странство. Сите средства, заклучно со вчерашниот ден, кои што ќе бидат собрани до недела, по наша молба ги замоливме граѓаните да не ја прекинуваат оваа иницијатива, оваа акција. Значи сите пари што ќе бидат собрани до недела ќе бидат подеднакво поделени, значи на сите 3 дечиња. Приказната за 7-годишната Валерија која боледува од тумор на мозокот на нозе ја крена државата. Во рекордно време, за помалку од една недела, со помош на хуманите луѓе се собрани потребните 40.000 евра. Валерија е ученичка во второ оделение, а ѕидот во нивната куќа го красат многу дипломи од надпревари по математика и тенис. Штипската полиција заплени 1 килограм и 300 грама марихуана и ја чувал во куќата во која живеел под кирија. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски денеска потврди само 4 кадровски промени на локалните институции во Штип. Нови директори имаат штипските јавни предпријатија Исар Стипион и основните училишта Ванчо Парке и Гоце Делчев. Штипските јавни предпријатија денеска официјално со нови директори. Градоначалникот Благој Бочварски објави дека Штипското комунално предпријатие Исар веќе од денеска го раководи Живко Тасев, а на јавното предпријатие Стипион, надлежно за одржување на улици и паркинг простор, нов директор е Сашко Протогеров. Тој денеска и официјално ја објави смената на директорските места во 2 основни училишта. Во основното училиште Ванчо Парке е поставен Методи Папаров, во основното училиште Гоце Делчев Трајче Димов. Тоа се досега 4 имиња кои што се дел од мојот тим и кои што веќе почнаа од денеска да ги објавуваат функциите, ги добија решенијата. И верувам дека ќе бидат успешни во нивното работење, функционирање и во соработката со општината, со локалната самоуправа во наредниот период. Кадровските решенија во 4 институции во Штип се вработени во самите институции. Се работи за 4 решенија кои што се внатрешни кадри, тоа се искусни луѓе, професионалци кои што си знаат својата задача. Јас се водам од тоа дека на нас ни требаат пред се професионалци, да не одиме пред се да го ставаме партискиот предзнак на луѓето напред, туку нивниот ангажман, предходен ангажман кој што го имале, нивното искуство работно, така што сите овие луѓе се добро познати на јавноста како професионални кадри кои што биле таму, се вградиле. Бочварски најави дека во текот на наредните денови, односно од понеделник, ќе се случат и останатите кадровски промени во останатите основни и средни училишта, градинки, културни институции кои се под локални ингеренции и во противпожарната единица во Штип. Кривична пријава за недозволена трговија со дрога СВР Штип им поднесе на 3 дилери кои набавиле килограм и 300 грама марихуана, имале намера да ја продадат на уживатели во Штип. Судијата на тројцата им изрече и мирка притвор од 30 дена. Кумановец, Кочанец и Велешенец купиле марихуана и имале намера да ја продадат во Штип. Во намерата да го сторат тоа ги спречиле полициските службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога. Извршиле претрес во куќата на Велешанецот на улицата Сутјеска, каде тој живеел како подстанар.
Полицијата запленила нешто повеќе од килограм и 300 грама опојна дрога марихуана. Извршен е претрес над пријавените и претрес во куќата на улицата Сутјеска, при што пронајдена и одземена е опојна дрога марихуана со вкупна нето тежина од 1 килограм и 340 грама, препакувана во помали најлон кеси, со намера истата да ја продаваат на наркоуживатели. Во нелегалниот бизнис тројцата дилери вклучиле и Штипјанец кој со сопственото возило ги однел во Куманово, од каде ја купиле марихуаната. На 14 ноември, прво и второ пријавените со патничко моторно возило Volkswagen Vento со штипски регистарски таблици, управувано од 29 годишен возач од Штип, заминале во Куманово, каде од непознато лице купиле поголема количина на опојна дрога марихуана, пошто со истото возило ја пренеле марихуаната во Штип и ја внеле во куќе на улицата Сутјеска, каде како подстанар живеел трето пријавениот. По обезбедена наредба од Основен суд Штип, од страна на полициски службеници, 21 годишниот Велешенец ТШ, 22 годишниот СС од Куманово и 23 годишниот ДД од село Кучичино заработија кривична пријава од полицијата за неовластено производство и пуштање во промет на наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори. Судија на претходна постапка на тројцата дилери им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Во Република Македонија 147.000 луѓе боледуваат од хронична обструктивна белодробна болест. Под мотото "Многуте лица на ХОП" се одбележа светскиот ден, а целта е подигнување на свеста и информирање на јавноста за манифестациите, можните последици и превентивите и тераписките можности, со што би овозможиле навремено дијагностицирање и подобрување за грижата на пациентите. Светскиот ден на хронична обструктивна белодробна болест или ХОП се организира секоја година од страна на глобалната иницијатива GOLD во соработка со здравствените работници и пациентите со ХОП во повеќе од 50 земји. Клиниките за пулмологија и алергологија секоја година учествуваат во ова глобално случување со организација на различни настани од едукативни предавања за пошироката јавност, работилници за пациентите и стручни дискусии. Пушењето представува главна причина за ХОП. Друг ризик фактор се аерозагадувањата, професионалната изложеност на штетни гасови, праши на химикали и генетски фактори, неконтролирана астма и така натаму. Најчестите симптоми на кои се жалат пациентите се отежнато дишење, гушење, недостаток на воздух, кашлица со искашлување на секрет и придружни други елементи. Статистиката всушност говори дека хроничната обструктивна белодробна болест има висока преваленција и убива повеќе милиони луѓе во светот, така и кај нас околу 3 милиони луѓе годишно умираат од ова заболување. Тоа е заболување хронично, доста тешко инфламаторно заболување на дишните патишта, кое што води кон прогресивно намалување на протокот на воздух низ дишните патишта и неповратен губиток на функцијата на белите дробови. Всушност, тоа доведува до нарушување на општото здравје на пациентите кои што боледуваат од оваа болест и доаѓа до нарушување на квалитетот на живеењето, што е исто така многу битно. Статистиката во Македонија говори дека околу 150.000 луѓе се боледуваат од оваа болест. Причини за настанување на оваа болест представува аерозагадувањето, пред се најпрва причина представува пушењето како ризик фактор, посебно на пациентите кои што се повеќе години пушачи. ХОП инаку представува прогресивно, но истовремено и превентивно третирачка болест на белите дробови која делува до тежното дишење, наклонето сконвлушување на респираторните симптоми и низа пропратни сериозни болести. ХОП е една од најчестите заболувања во светот, представува главен растечки здравствен проблем и постепено се искачува на трето место како причина за смрт кај возрастната популација.
Иначе од симптомите на хронична продуктивна кашлица се јавува кај пациентите замор и чести влошувања на состојбата. Доколку не се лекува пациентот, всушност и последиците најчесто овие пациенти завршуваат на 24 часовна поддршка на кислород и во домашни услови. Според подоците на Светската здравствена организација, 328 милиони луѓе боледуваат од ХОП, што представува 5 до 10% од светската популација, и тоа 168 милиони мажи и 160 милиони жени. Според последните истражувања на студиите, околу 3 милиони луѓе годишно умираат од ХОП. Најголем процент од нив, повеќе од 90%, се случуваат во слабо и средно развиените земји. 6 ученика и двајца вработени во Делчевското основно училиште Ванчо Прке се затруле од гиро кое го купиле од сендвичарата која се наоѓала во непосредна близина на училиштето. 4 деца и 2 возрастни лица се хоспитализирани на инфективното оделение во Штипската клиничка болница. Околу 15:30 часот на нашето оделение се донесени со итната медицинска помош од Делчево 4 деца на 11 до 13 годишна возраст и двајца возрастни пациенти на 30 годишна возраст со симптоми на упорно повраќање, на јаки болки во абдоменот и некои од нив и проливасти столици, значи симптоми на алиментарна интоксикација, односно труење со храна. Па поради тежината на симптоматологијата која имаат децата се хоспитализирани. Меѓутоа, наскоро, после дадената рехидратационна терапија, примената соодветна симптоматска терапија, настапи подобрување и денес се во добра здравствена состојба. Средба на Штипскиот градоначалник со представници од регионалниот центар за управување со кризи. Од седничкиот состанок произлегува многу заклучоци на кои двете страни ќе работат и соработуваат во иднина со цел ставање во погон на сите ресурси за справување со евентуалните елементарни непогоди и намалување на штетите од нив, а во интерес на граѓаните. Заедничка соработка меѓу општината и регионалниот центар за управување со кризи договорена денес на заедничката средба во кабинетот на градоначалникот Благој Бочварски. Двете страни ги ставаат на располагање сите ресурси со посебен акцент ставен на корелацијата и комуникацијата како полесно би се справили и настапиле во случај на елементарни непогоди. Ова не е прва средба, ги поставивме темелите на соработка и верувам дека во иднина ќе имаме успешна соработка, рече градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Се ставивме на располагање на Центарот за управување со кризи како општина Штип со нашите ресурси, со нашите јавни претпријатија, разменивме мислења и информации како би функционирале во услови на кризи, како би одела таа комуникација, се со цел граѓаните да бидат запознаени за одредени елементарни непогоди, можеби за се она што би се случувало во такви услови во нашиот град, како ќе тече комуникацијата и како ќе реагираме и ќе соработуваме за да избегнеме поголеми штети, кризи и непогоди кои што би се случиле во Штип. Представниците од Центарот за управување со кризи на денешната прва средба потенцираа дека имаат одредени недостатоци со кои се соочуваат во работата и ќе мора да се надминат, а се во интерес на граѓаните. Во моментот проблем е недостигот од материјално-технички и човечки ресурси. Извршивме запознавање на целите и задачите на Центарот за управување со кризи и улогата на општината во системот за управување со кризи како најмасовен субјект заедно со граѓаните во системот. И покрај ова извршивме и поточно дадохме конкретни забелешки за подобрување и продолжување на координацијата, комуникацијата и соработката помеѓу овие две институции. На Центарот за управување со кризи им е потребно теренско возило, се работи на стратегии, советот на општината дополнително ќе донесува планови, а ќе се одвојуваат и средства од буџетот на општината, но комуникацијата е многу важна, тоа го заклучивме на денешната средба и нашите ресурси се тие кои ги имаме и ги ставаме на располагање, рече градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Работни тимови од 20 на јавни комунални предпријатија од Македонија, Црна Гора и Србија деновиве во Белград се на обуки во рамки на проектот Управување со инфраструктурните средства. Од Белград се јавува колегата Трајан Ристовски.
Работните тимови од 20 јавни комунални предпријатија од Македонија, Црна Гора и Србија се состанаа во Белград на втората напредна обука во рамки на проектот Управување со инфраструктурните средства, советодавни услуги за комуналните предпријатија во Југоисточна Европа. Најголем дел од предпријатијата податоците за инфраструктурните средства со кои располагаат ги имаат на хартија или воопшто ги немаат. Со примена на асет менеджмент методологијата им се нуди нов пристап во организацијата на работата. Stvarno nam je drago zbog toga što ćemo konačno savremeniti naše poslovanje i što ćemo učiniti jednu veliku stvar za naše preduzeće, a i ne samo za nas sada koji radimo, već i za neke kolege koji će kasnije doći da nastave ono što mi radimo. Jer ovo je posao koji neprekidno treba da se obavlja i smatram da je ovo idealan način da se tako nešto uradi, da bi se svi podaci objedinili da budu na jednom mestu. Ovo je jedinstvena prilika da razmenimo iskustvo sa drugim firmama, da vidimo gde smo mi uopšte, a i sam sistem kao što vreme protiče dalje, uviđamo da je ono što nam je nešto nedostajalo u zadnjem periodu. Софтверот е полифункционален, што значи дека не само што ги обработува техничките податоци, туку дава и целосна финансиска слика со планирани можности за идни инвестиции. Директен бенефит на нашето предпријатие секој ќе биде намалување на загубите на вода. Втората корисна работа е да не го доведеме системот во колапс, односно навремено да интервенираме оному кај што има потреба од сето тоа. И третото, секако за да побараме од некаде било каква финансиска помош, најпрво треба да прикажеме што имаме и со што располагаме, колку вредат тие средства. Овој проекат ќе нам омогучити да квалитетнije и правовремено доносимо одлуке по питању томе како ćemo се далje односити по питању улагања. Самите обуки се состојат од теоретски наставни програми, теренска работа со тимовите и интерактивна комуникација за решавање на конкретни технички проблеми со кои се соочуваат. Asset Management Centar pri Udruženju za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo pruža kontinuiranu podršku vodovodima koje se ne završava obukama za rad na softveru. Naprotiv, naši eksperti su dostupni vodovodima 24 sata. Kako naiđemo na neki problem, možemo slobodno da im se obratimo i imamo njihovu punu podršku. На партиципиентите на првата обука им беа доделени сертификати. Од Белград за Ирис телевизија, Трајан Ристовски. Во недела во Штип по четврти пат ќе се одржи трката Струмина треил во должина од 19 километри. На трката се пријавени и ќе настапуваат преку 100 надпреварувачи од цела Македонија, а ќе му учесници од Шведска, Норвешка, САД и Србија. Градот Штип и неговото околина се обилуваат со природни убавини кои со цел да им се доближат до обичај гајени, група атлетски ентузијасти се реши да организираат трката наречена Струмина треил. Техничкиот организатор Жикица Ивановски не информира дека годинава оваа традиционална трка ќе се одржи по четврти пат. Она што е за одбележување од година во година се зголемува бројот љубители на ваквиот тип ритчести трки, за што зборува податокот дека за годинава се пријавени ќе настапат преку 100 надпреварувачи од цела Македонија, а ќе ги има уште и од Шведска, Норвешка, Соединетите Американски држави и од Србија. Патеката Струмина треил е кружна со должина од 19 км и ќе биде обележана со црвено-бели ленти. На одредени места ќе има волонтери како и патокази со стрелки. Минува покрај прекрасните предели на Струмина чешма, Љупчева чешма, Клисе Бајер и Курт Бунар, а на средината на патеката кај Липов дол ќе има контролен пункт за храна, банани, урми, чоколада, крекери, кока-кола и вода. Организаторот на трката со препорака до сите учесници да бидат одговорни кон природата и да не фрлаат отпадоци во и надвор од патеката. Трката Струмина треил ќе се одржи во недела 19 ноември со старт пред Средното медицинско училиште Јана Сандански во 10 часот. Одбојкарите на Угада студент во првенствен надпревар во Штип загубија од екипата на Лешок со резултат 0:3 во сетови. Во сабота машката екипа на Угада студент ќе гостува на екипата на Струмица, а женската екипа на Угада студент во Штип ќе се сретне со екипата на Бамикор. Почитувани гледачи, со последните информации од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. Пријатна вечер.